Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски дојде во Мојанци по повод официјалното започнување на наводнителната сезона од хидросистемот Брегалница. Тој вети дека ресорното министерство ќе продолжи со инвестиции за реконструкција и изградба на нови системи за наводнување, меѓу кои и браната Речани. Со програмата за рурален развој, во сите региони во Македонија ќе бидат издвоени значителни средства во системите за наводнување, со што ќе се намалат проблемите во земјоделското производство. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски во придружба на директорот на Акционерското друштво за водостопанство на Македонија Илми Селами дојде во Мојанци на свеченото започнување на наводнителната сезона во Кочанско. При тоа истакна дека се обезбедени пари за инвестиции во хидросистемите и дека во нив ќе се вложува континуирано. Секоја година ќе издвојуваме по 10 милиони евра за реконструкција, но и за изградба на нови системи за наводнување. Оваа прва година издвоивме 11 милиони евра кои што се дел од програмата за рурален развој и кои што се наменети и за реконструкција, но и изградба на капитални инвестиции во наводнувањето. Ако сакаме да имаме модерно и конкурентно и иновативно земјоделство кон кое што на долг рок се стремиме и веруваме во тоа, водоснабдувањето е основата на која што треба да се фокусираме. Николовски додаде дека и годинава ќе продолжи инвестирањето во изградба на акумулации како дел од системите за наводнување. Од 2017 започна изградбата на браната Конско во Гевгелија, проект во износ од околу 40 милиони евра. Следниот месец ќе биде распишан меѓународниот тендер за системот за наводнување на Јужен Вардар, за кој што добивме на крајот на 2017 година и грант од Германската банка во износ од 4 милиони евра. Во овој регион ќе завршиме постапката за втората фаза за системот за наводнување во делот на хидросистемот Злетовица. Во финална фаза е тендерската документација. Со Европската Унија подпишавме договор за проект за реализација на 10 системи за наводнување, од кои што 3 започнуваат со изградба уште од оваа година. Тоа е во Славичко поле, во Струмичко и во Кичевско. Во тек е изработка на финалната документација за браната на Слупчанска река, но и во тек е вадењето на градежните дозволи за системот за наводнување Равен Речица во Гостивар, но во следните 10 дена се очекува и добивањето на градежната дозвола за браната Речани во Кочанско. Министерот Николовски изрази задоволство што со пуштањето на водата од хидросистемот Брегалница годинава навреме започнува наводнителната сезона за производство на ориз во Кочанскиот регион. Имаме изчистено до сега околу 170 км значи на отворени земјени канали, 250 км на канали бетонски отворени, така да мислам дека приоритетните делови 95% ни се завршени, ни остануваат уште некои мали детали за да можеме успешноста да ни биде пред се активна, мислам сезоната да ни почне активно, така да се надевам дека ќе имаме успешна сезона и дека во целост ќе истераме до крај. Годинава од хидросистемот Брегалница ќе се наводнуваат 8700 хектари земјоделско земјиште во Виничко, Кочанско, Штипско и Свети Николско. Од нив околу 3700 хектари ќе бидат со ориз, а другите со останати земјоделски култури. При тоа, капацитетот на браните во моментот гарантира дека успешно ќе биде завршена сезоната за наводнување. Свеченост по повод 113 годишнината од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев се одржа кај местноста Свиланово. На новоизграденото спомен обележје беше положено свежо цвеќе и се рецитираше поезија во чест на големиот македонски револуционер. Општините Кочани и Чешиново Облешево беа носители на одбележувањето на 113 годишнината од загинувањето на големиот македонски револуционер Никола Карев. Најправи на споменикот на председателот на Крушевската република во близина на селото Тракање, представници од општините од регионот, од збратимената општина Крушево, од училиштето што го носи неговото име и други делегации положија свежо цвеќе. Потоа, свеченоста продолжи на новото спомен обележје во местноста Свиланово кај Рајчани.
Во присуство на градоначалниците, роднини на Карев, владини и представници од Сојузот на борците, извидници, ученици, планинари и поголем број граѓани, свечено беше предаден во употреба спомен паркот, посветен на председателот на Крушевската република. Карев, херојот и линденец, се вгради во сегашноста во која живееме. Уште на почетокот на минатиот век покажал висока развиена свест за соживот меѓу граѓаните без разлики на верата, етничката припадност, полот и социјалниот статус. Нашата почит кон Карев се одразува во настојувањата постојано да укажуваме на значењето на неговото дело пред новите генерации. Спомениците посветени на Карев во Кочани, од овој 27 април ги збогатуваме со уште едно спомен обележие, овде во Свиланово. Проектот за изградба на спомен паркот за Карев со 5,6 милиони денари беше финансиран од програмата за развој на планските региони за 2017 година на Министерството за локална самоуправа, односно Бирото за регионален развој. Со свое кофинансирање учествуваа и општините Кочани и Чешиново Облешево. Сведоци сме дека преку реализација на овој проект, покрај тоа што се обезбеди достојно и заслужено спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев, се создаде и пристојно одмаралиште во прекрасниот Осоговски планински амбиент. Нашата решеност, посветеност и упорност во зачувување на сопствената држава се единствената гаранција дека Македонија ќе опстои и понатамо и дека ќе биде наша гордост и инспирација и за идните генерации. Од името на граѓаните на Крушево, благодарност за поканата на свеченоста да присуствува и делегација од оваа збратимена општина, упати градоначалникот Томе Христоски. На овој ден, во 1905 година, борбата за слобода на Македонија изгуби еден голем човек. Но со таа смрт не престана да вирее духот на херојството и целите за кои Карев се залагаше. Да го одбележуваме овој ден, како уште една причина за борба која водиме и ден денес, а тоа беше борба за слобода, живот и соживот. На свеченоста по повод одбележувањето на годишнината од смртта на Никола Карев присуствуваа и негови роднини, кои се заблагодарија за можноста да го посетат местото каде загинал нивниот дедо, при што упатија забелешка за изфрлањето на неговото име од државната химна. Во химната порано се пееше Гоце Делче Питу Гули, Карев Даме Сандански. Неколку години од химната е изфрлен Никола Карев, нашиот дедо. Сакаме да знаеме по која основа и дали заслуга е изфрлен, барам да ни одговори некој историчар од нашата држава. Спомен обележито во Свиланово е на површина од 460 метри квадратни. Комплексот содржи 4 амфитеатрални редови, а во центарот се сместени 3 мермерни плочи со ликот и името на Карев. Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје имаат висок процент на опфатеност со имунизација или вакцинирани се повеќе од 95% од децата, покажуваат податоците на Центарот за јавно здравје Кочани. Со предавања пред учениците на тема вакцинации и во Кочани одбележена неделата на имунизација. Со предавање и средба со учениците од кочанските училишта и со едукативни совети за тоа колку е од голема важност да се вакцинираат децата и од што штитат вакцините, Центарот за јавно здравје Кочани ја одбележа неделата на имунизација. На предавањето пред учениците беше истакнато дека секој човек заслужува да биде заштитен од болести што може да се спречат со вакцинација и да игра клучна улога во заштитата на другите со тоа што ќе одбере да се вакцинира. Имунизацијата спасува милиони животи и е широко признаена како една од најуспешните и најекономични здравствени интервенции во светот. И самата суштина на неделата на на имунизација и самото предавање ќе бидат, целта е тоа да се запознаат децата со кои вакцини, зошто се вакцинираат, што е бенефитот од вакцините, значи да бидат запознаени со сите заразни заболувања против кои има вакцина и огромното значење на имунизацијата. Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје имаат висок процент на опфатеност на имунизација, истакнува доктор Карамфилова.
Кај нас во Кочани и воопшто во градовите што ги покрива нашиот центар за јавно здравје, опфатот со имунизација е доста висок, да речеме во Виница, Пехчево, Берово 100%, исто и во Делчево и во Кочани е многу висок, од посекуваните над 95% е опфатот, со исклучок на МРП и ХПВ вакцина. Сепак, кај одредени родители се јавува скептицизам во однос на вакцинирањето на своите деца со одредени вакцини. Лекарите објаснуваат дека тоа се должи на неинформираноста на родителите. Тоа е резултат, за жал, на антивакцинални кампањи кои немаат никаков научен основ. Значи, нема воопшто никаква опасност од аплицирање на овие вакцини. Значи, сето тоа е резултат на една неинформираност или недоволно настапување од страна на нас како медицински лица. Значи, вакцината воопшто не треба ни да ја браниме, колку е таа ефикасна и добра, покажуваат самите резултати, покажува тоа што во минатото против некои одредени заболувања заразни, да речеме годишно, 70-тите години, морбили, годишно во просек имало над 9255 во просек годишно заболени и паралелно со тоа и голем и морталитет. Против пертузис, да речеме, за пертузис, истите тие години, 60-тите, 70-тите, над 6000 на годишно ниво, значи тоа се едни огромни бројки, а денес за многу од тие тешки заразни заболувања против кои ги штитиме децата со вакцината, значи многу од нив се или ерадицирани, или Македонија е ослободена од тие заболувања, како да речеме полиото. Македонија од 2002 е полио фри кантри, значи слободна од полио. Значи, бенефитот воопшто не треба да ги браниме вакцините, него само уште еднаш да повториме, да ја стакнеме огромната нивна важност. Сепак во светот има повеќе од 19 милиони невакцинирани или недоволно вакцинирани деца, што представува сериозен ризик за заболување од сериозни болести. Светската недела на имунизација, која што се одбележува во текот на последната недела од април, од 24 до 30 април, има за цел да потикне поголема акција за имунизација ширум светот, со што ќе се стави акцент на важноста на улогата што секој може да ја игра во оваа акција на индивидуално и колективно ниво. Сообраќајна несреќа кај трговскиот центар во Кочани се случила синоќа околу 18 часот. Повредено е едно лице. Синоќа околу 18 часот во Кочани во трговскиот центар пред аптеката Зегин на едносмерната улица се случила сообраќајна несреќа во која во обид да го спаси своето 5-годишно дете настрадала 35-годишна жена, мајката на детето. Имено, според очевидци и според искажувањето на мајката, детето истрчало на улицата и само присебноста и брзата нејзина реакција спречиле автомобилот да удри во детето, па со повреди поминала само мајката, на која што тракалото од автомобилот и поминал на стопалото и го скршил прстот на ногата. Веднаш и на двајцата им била укажана лекарска помош, одитната медицинска помош при застениот дом од Кочани, пошто поради скршеницата на прстот, мајката била препратена на хируршкото оделение во Кочанската болница, за да истиот биде мобилизиран, а детето за среќа поминало без повреди, пошто и двајцата се пуштени на домашно лекување, информираат од Општа болница Кочани. Полициската станица Кочани направи увид на местото на несреќата, поради што сообраќајот на оваа улица известно време беше во прекин. Оваа не е прва сообраќајна несреќа на улицата, пошто се отвора прашањето дали паркираните возила од двете страни на улицата прават проблем на возачите и ја намалуваат видливоста на улицата. Со пригодна свеченост и настап на учениците, Основното училиште Никола Карев го одбележа патрониот празник. Свечена академија се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Со свечена академија што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри, Основното училиште Никола Карев го одбележа патрониот празник. Пред гостите на академијата настапи хорот и оркестарот на училиштето под диригентство на професор Кирчо Крстев. Присутните ги поздрави веде директорката Билјана Петрова. Годинава одбележуваме 113 години од раѓањето на македонскиот револуционер Никола Карев, а воедно и 61 година од постоењето на нашето училиште. Година која беше исполнета со низа успеси
и вредни резултати во воспитно-образовниот процес на сите сфери. Основното училиште Никола Карев од секогаш било расадник на интелектуалци кои успешно се справувале со предизвиците во животот и станале достојни граѓани на современието. Продолжуваме и понатаму да чекориме по патеката на знаењето со стремеж од секој ученик да изградиме здрава единка која ќе учествува во развојот на нашата земја. Потоа настапија најмалите, односно првачињата кои се представија со своји точки, па останатите ученици од погорните оделенија, кои што направија паралела за тоа како некогаш било и како изгледа печалбарството сега. А и истата ја подготвија под менторство на наставничката по македонски јазик Данче Стефановска. Следуваа музички точки, изведба на драмски текст Ѓуѓето и 7 снежани, во изведба на учениците од 6 и 8 оделение, раководени под менторство на наставничката Гордана Јефтимова. На крајот од академијата се представија и учениците од подрачните училишта од селата Грдовци и Тркање. Организацијата на потрошувачи Кочани спроведува проект наречен Соработуваме заедно. Целта на проектот е развивање иновативен модел за соработка на граѓанските организации со деловниот сектор. Проектот е финансиран од Европската унија. Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор, развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства е проектот во кој е вклучена и Организацијата на потрошувачи Кочани и за кој подготвува спроведување на повеќе активности. Проектот е финансиран од Европската унија, а негова цел е развивање иновативен модел за соработка на граѓанските организации со деловниот сектор. Да се воспостави фер односи со потрошувачите во Источниот Атлантски регион, кои што заземаат централно место во маркетинг стратегијата, обстанокот, конкурентноста и развојот на компаниите. Сертифицирање на компаниите кои имаат фер односи со потрошувачот, да се подигне свеста за задоволување на интересите на потрошувачите и да се унапреди односот на компаниите со клиентите, да се информираат компаниите за вредноста што ја носи познавањето на интересите на потрошувачите и нивните права, наоѓање инструменти за создавање услови за поголема заштита на правата на потрошувачите, да се зголеми конкурентноста и компетитивноста помеѓу компаниите, како и внимателноста во делот на давање услуги. Компаниите да бидат препознаени од страна на јавноста и потрошувачите по нивните фер трговски практики. Потрошувачите да се стекнат со поголема самодоверба при купувањето на производи и услуги на пазарот. И крајната цел на предлог проектот е да се воспостават долготрајни односи на соработка меѓу граѓанскиот и деловниот сектор. Фирмите кои што ги исполнуваат критериумите поврзани со фер практики кон потрошувачите и животната средина, ќе имаат можност да се стекнат со сертификат фер со потрошувачот. Сертификатот носи придобивки за предпријатијата со тоа што истите ќе имаат можност да стекнат препознатливост кај потрошувачите преку користење на сертификатот при промоција и маркетинг, подобрана конкурентност и позиција на пазарот, бесплатен софтвер за решавање на поплаќи од страна на нивните потрошувачи и унапредување на нивното задоволство. Основната цел на Организацијата на потрошувачи на Кочани е заштита на интересите на потрошувачите, што подразбира делување во согласност со смерниците на Обединетите нации за заштита на потрошувачите усвоени во 1985 година од Генералното собрание на Обединетите нации. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на втората фудбалска лига во машка и во првата фудбалска лига во женска конкуренција, при што Осогово ќе гостува во Валандово против Победа, а женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен ја пречекува Речица од Куманово. В сабота ќе се игра редовното 24-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое според распоредот фудбалерите на Осогово повторно ќе гостуваат, овој пат на Победа од Валандово. Се работи за дуел на екипи кои се конкуренти во борбата за опстанок во лигата, па затоа резултатот од средбата е важен за обезбедување бод повеќе. По минатонеделниот пораз на гостувањето во Радовиш против Плачковица, сега жолто-сините ќе бараат нова шанса да дојдат до поволен резултат, што би значил анулирање на разликата од 6 бода со рударите од Каменица.
Колку и да влијае демотивирачки поразот од Радовишани, сепак нашите фудбалери ќе мора да соберат сили и да се обидат да направат изненадување што би ги вратило во игра за останување во второлигашкото друштво. Иако на изглед е како невозможна мисија, сепак се додека постојат макар и теоретски шанси за опстанок, тие не треба пред време да се откажуваат од претходно најавуваната цел и до година да се надпреваруваат во истата лига. Во рамки на 16-тото коло од првенството во првата фудбалска лига за жени пак, ЖФК Кочани викендов на домашен терен ќе се сретне со предпоследниот тим на Речица од Куманово. Тоа што нашата екипа ќе има послаб противник воопшто не треба да значи дека победата однапред и е обезбедена. Особено што во претходното коло на гостувањето во Каменица тие играа нерешено со последно пласираната Саса. Разликата меѓу нашиот женски прволигаш и Кумановки е само 3 бода, поради што победата е повеќе од потребна за да се задржи чекорот со останатите екипи. Во моментот, женскиот фудбалски клуб Кочани е на 9-тото место на табелата со 14 бода. Средбата со Речица ќе се игра в недела на стадионот Никола Мантов со почеток од 16 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова петочно издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.